Хуманост и висока граѓанска свест покажаа Скопјани дарувајќи храна, облека и лекови за погодените во пожарите во Македонија. Хуманитарниот пункт во Скопје, кој беше отворен во понеделникот, е препон со донации. Последните 2 дена организаторите велат дека ќе можат да примаат само храна и лекови. Останатите материјални добра, како облека, обувки, мебел и душеци, граѓаните ќе можат да ги донираат од петок. Пунктот кој се наоѓа до Истгеј мол е отворен од 16 до 20 часот. Овие 2-3 дена доаѓаат автомобили, превземаат из Источна Македонија за некои семејства што се тука во Скопје. Најмногу донираат облека, душеци, перници, постелнина, па храна, па лекови, води. Ние сме со автомобили моментално и другите невладини со автомобили носиме. Од хуманитарни акции велат дека имаат организиран превоз, но и голем број граѓани самите се нуделе со сопствени автомобили да ја однесат помошта на оние на кои им е најпотребна. Голем број од семејствата кои беа погодени во пожарите се згрижени и за почеток им се потребни најнеопходните работи, велат од хуманитарни акции, а во иднина се планира и акција со која ќе им се обноват домовите, за да може да имаат повторно нормален живот. Велат дека имаат стратегија како да ги поврзат оние кои сакаат да донираат и оние на кои помошта им е потребна. Ке имаме веќе преку 100 семејства што ни донираат мебел, шпорети, све што треба за покукнина. Но сакаме да направиме еден состанок, еден многу убав начин да ги споиме сите граѓани што изгубија, да направиме една одделна Facebook група за нив и сите овие граѓани ќе ги информираме, веќе сите ми пишеа на Вивер, да ги информираме да си ги објават сликите од мебелот, од шпорт, покукнината, градежните материјали што донираат. Граѓаните што се оштетени да ги погледнуваат донациите, да ги сплотиме и самите оние веќе да се договараат. За сега е отворен пункт само во Скопје, но се планира да се отворат и во Прилеп, Битола, Охрид и другите поголеми градови. Од хуманитарни акции велат дека веќе се мобилизираат, но дека поради летниот период многу од нивните членови се на одмор. За сега имаат околу 40 волонтери на располагање, но очекуваат неделава да мобилизираат околу 100 волонтери. Најавена е помош од Словенија и Германија, а се надеваат дека и домашните институции и некои од амбасадите ќе излезат во пресрет. Акцијата е во координација на коалицијата предводена од Хуманитарни акции МК, Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија и Интернационалната полициска организација.